Нашата сограѓанка Љупка Галаска Василев е учесник на Меѓународната струмичка ликовна колонија, 57-мо издание. Незините импресии од овие 3-4 денови од почетокот на колонијата. Какво е чувството да се биде дел од оваа колонија, какво е дружењето на истата? Чувството е секогаш, да кажеме, некое ново доживување, може би рекла. Ова е мојот втор пат, значи да учествувам на Меѓународната струмичка ликовна колонија, иако оваа година е малку поразличен амбиентот во однос на тоа што не може да кажеме дека има баш толку меѓународен карактер. Значи гостите оваа година се од Македонија, после знаеме нели од општо познати причини, меѓутоа ефектот, амбиентот сепак тоа не го намалува. Дружењето исто така размената на искуства, творечката енергија се циркулира, така да мислам дека и оваа година ќе имаме едно успешно издание на ликовната колонија. Јас се надам дека ќе биде така. Претпоставуваме убаво чувството и поради тоа што на оваа колонија учествувал и Ничо Василев порано, вашиот татка, сега вие. Да, така? сега јас, точно, да. Чувството се разбира, значи дека еве, одиме по стапките на родителите, секако дека е пријатно тоа чувство. Разговараме со Виолета Маџункова, една од учесничките на овогодишното издание на 57-то издание на Меѓународната струмичка ликовна колонија, наша сограѓанка. Таа е гостин на колонијата. Виолета, какво е чувството да се биде дел од оваа колонија, да се биде гостинка, какво е дружењето овде? Чувството е прекрасно. Јас прв пат учествувам на струмичката ликовна колонија, тоа е за мене голема чест. Сакам да искористам можноста да им се заблагодарам на организаторите што ми го тоа овозможија. Има убава дружба, разменување на искуства. Тоа ми е хоби и примам. Виолета, струмичани ја знаат како лекар, медицината и сликарството имаат некои допирни точки. Па да, јас сум стоматолог, креативност во стоматологијата, Да. купаничар, сум учествувал на паничарска колонија и така.